Премиерът денеска присуствувавме на Бледскиот стратешки форум, каде што беа испратени многу позитивни пораки за проширувањето на Европската Унија, она што е стратешка цел на Република Северна Македонија. Кои се вашите коментари, кои се вашите ставови во однос на сите овие пораки што беа пренесени првенствено од претседателот на Европскиот совет Мишел, но потоа добивте поддршка и од хрватскиот премиер Пленковиќ, но исто така имаше и пораки за проширување и од останатите премиери и учесници на овој форум. Најпрво ви благодарам што сте тука со нас во Блед. Денес навистина беше ден кога практично се потврди она што и јас како претседател на владата, меѓутоа и членовите на владата го зборуваат, исто така и водачката коалиција во Северна Македонија, дека сега е моментот за кога се отворени вратите за влез во Европската Унија. Недвосмислени беа пораките и од претседателот на Европскиот совет, господинот Мишел, меѓутоа, како што кажавте и самите, и од премиерот на Хрватска и од премиерот на Словенија во однос на потребата од проширување на Европската Унија. Па дури и 2030 година беше определена како година во која што треба да се направат сите напори за да се случи следното проширување. Јас во текот на овие 2 дена имав навистина успешни средби и со претседателот на Европскиот совет во текот на вчерашниот ден, меѓутоа и денес со премиерот на Хрватска, господинот Пленковиќ, и исто така со специјалниот представник на Обединетото кралство, господинот Стюарт Прич за Западниот Балкан. Во однос на самиот процес беше јасно кажано дека критериумите за пристапување се тие кои што практично се и наведени во нашата преговарачка рамка, дека реформскиот процес е она од што зависи самиот процес на пристапување и дека за нас како земја кандидат за членство остануваат оние обврски кои што ние ги имаме, а Европската Унија исто така да ги исполни своите обврски. Затоа и повиците за носење на одлуките во собранието, односно за давање глас за европските интеграции, стануваат се поактуелни во светло на она што денеска го слушнавме во Блед. Овде се потврди уште една значајна работа, а тоа е дека Северна Македонија има голем број пријатели во Европската Унија. Северна Македонија има пријател во Соединетите Американски држави и ако ги погледнете пораките и на високиот представник од Соединетите Американски држави, кој само пред 2 дена беше во Скопје, и овие пораки кои што денес ги слушнавме и вчера од претседателот на Европскиот совет, се работи за исти пораки и кои што практично представуваат повик за земјите кандидати да го направат она што се однесува на нив во делот на пристапувањето кон Европската Унија. Во делот на уставните измени не можам да не ве прашам што ќе биде следниот чекор. Па првин и вие бевте сведоци на вчерашната средба која што имав со претседателот на Европскиот совет, дека и тој ја поздрави одлуката да уставните измени се најдат на пленарна седница во собранието. Меѓутоа исто така истакна и своја оценка дека лидерството кое што го прави владата е тоа што е потребно на Северна Македонија. Останува на претениците во текот на овој процес кој што има време пред него да се убедат во исправноста на носењето на оваа одлука, да се убедат во исправноста на давањето на гласот за Европа, со што ние практично ги отвораме после тоа преговорите, односно отворањето на кластерите. Скрининг извештаите веќе за првиот кластер се готови, кои што во моментов се хармонизираат помеѓу вице-премиерот за европски прашања и неговиот тим со Европската комисија, ќе следуваат нормално и за другите кластери и извештаите, и откако тој процес ќе заврши, следно е отварањето на кластерите, на поглавијата и преговори по однос на истите. Тоа е еден процес во кој што практично ние ќе станеме подобри, процес во кој ќе направиме понатамошно реформирање на нашето законодавство, согласување со Европската Унија, меѓутоа уште поважно реформирање на институциите, начинот на имплементација на законите и нивното спроведување и секако тоа ќе значи и поголем економски поттик, ќе значи пристап до повеќе европски фондови и ќе значи изголемување на економскиот потенцијал на државата. Тоа е она практично на што и почива Европската Унија,
економски просперитет, социјална правда и владење на демократијата, состојба кон која што нашето општество се стреми и која што во последните 3 декади навистина напредува. И затоа јас уште еднаш ќе повторам дека на Северна Македонија во овој момент и треба интеграција, а не и треба изолација.